Па основно е пред се да нема еуфорија. Добро, победивме два тешки надпревари против два силни противници кои ќе бидат учесници на престојното европско првенство. Екипи кои се со подобар рейтинг, екипи кои не победувале претходно. Успеавме во навистина неизвестни исцрпувачки надпревари да ги добиеме. Меѓутоа, нашата цел и не беше тоа, фактички да се добиваат тие надпревари, да се направи нешто повеќе како резултат, туку оваа репрезентација да се спрема за Европското првенство, затоа што деновите кои ги имавме за подготовки не беа доволни да направиме нешто повеќе, меѓутоа со голема ангажираност и мотивираност на играчите успеавме дури да и малку порано од предвиденото да постигнеме одредено ниво на играта кое го посакуваме. Не очекував дека толку брзо, меѓутоа реков да не завладее сега некоја еуфорија, затоа што пред се не очекуваат повторно тешки, уште потешки надпревари на гостински терен. Сега околу пласманот на, да речеме, ајде Final Four, за нас не представува некоја, да речем, нешто што е како обврска, затоа што Украина гледате дека сите надпревари ги добива убедливо 3-0 и е прва во групата, а за наша па несреќа Хрватска е тука која е секако учесник на тој Final Four. Значи до душа тоа и не беше некоја, да речам, за нас не беше некој приоритет. Приоритет беше да постигнеме некоја игра која ќе ги задоволи нашите критериуми и игра која ќе ни дозволи да уште повеќе напредуваме во престојниот период, посебно за во летниот период кога ќе ги започнеме подготовките за Европското првенство. Секако добро е дека се совладуваат вакви тешки противници, секако добро е кога ќе покажеме одреден карактер и кога во тешки надпревари ќе успееме да ги добиеме против поквалитетни противници. Меѓутоа тоа треба да ни биде уште поголема мотивација, инспирација да продолжиме со истото темпо, да продолжиме со добра работа, да го подигаме нивото на играта, да пробаме што повеќе играчи, да го видиме квалитетот на сите овие играчи кои добиваат шанса да играат и со тоа да на некој начин знаеме што не очекува и да бидеме подготвени за тешките надпревари кои следат во најважниот период во тоа европско првенство, а можеби во нашата историја, затоа што сакаме, навистина сите сакаме и тоа не го криеме, да постигнеме пред се добар резултат на европското првенство и пласман во вториот круг.